СЕПА октомври 2025 започна, може и официјално нели имплементацијата и сето она што може да го користат како физичките лица, така и компаниите. Колку пред се би сакала да ве прашам се намалени надоместоците и за физичките лица и за компаниите по воведувањето и имплементацијата секако на СЕПА? Со приклучувањето кон СЕПА надоместоците, но и брзината и едноставноста на извршување на плаќањата значително се намалија. При тоа ефектот конкретен зависи од изборот што ќе го направи граѓанинот во однос на банката или на каналот на иницирање на плаќањето, при што споредувајќи ги или анализирајќи ги податоците за тарифите кои што ги објавија 9 банки кои што во октомври се интегрираа во СЕПА, согледуваме значително намалување на надоместоците. Кај граѓаните, например, за плаќање на износ од 500 евра, преку кореспондентно банкарство, ако го извршите плаќањето, вообичаено би платиле во просек околу 26 евра. Наспроти тоа, преку СЕПА плаќањето би се извршило за просечни 4 евра. Значи, речи си 6-кратно или околу 6-кратно намалување на надоместоците. При тоа би посочиле исто така дека анализирајќи ги поединечните банки согледуваме дека дури за понизок надоместок одредени плаќања може да се извршат. Одредени банки овозможуваат извршување на плаќање во евра преку СЕПА и за 1 евро. Во таа насока Народната банка упатува повторно на алатката за споредба на надоместоците кај платежните услуги, која што е достапна на низината веб страна и овозможува граѓаните да согледаат која банка нуди најповолни ценовни услуги за извршување на плаќањата, односно за вкупниот сет на платежни услуги кои што граѓаните најчесто ги користат, вклучувајќи ги и овие за СЕПА плаќањата. Во однос на компаниите, надоместоците или намалувањето на надоместоците е уште поизразено. Во просек надоместоците се намалени 8-кратно, при што ако за плаќање преку кореспондентно банкарство во просек би платиле околу 77 евра, преку СЕПА тоа се сведува на приближно 9 евра. Ова директно ја зголемува конкурентноста на компаниите, бидејќи ги намалува нивните трансакцијски трошоци, но истовремено ја подобрува и ликвидноста, имајќи предвид дека СЕПА плаќањата не само што се поевтини, тие се и значително побрзи. Со очекуваната интеграција на сите банки во СЕПА, а имајќи предвид дека уште една банка веќе беше интегрирана во декември минатата година, неодамна една банка сега во февруари се интегрираше и последната банка ќе се интегрира на почетокот на март, СЕПА плаќањата стануваат достапни за граѓаните и компаниите кај сите банки. Од тука извршувањето на прекограничните плаќања во евра постепено се изедначува со условите за извршување на овие плаќања во Европската Унија. И сега приклучувањето на целиот банкарски сектор, нели го очекуваме како што споменавте, првично 9, сега останатите банки кои што се присутни во земјава, но иако има еден помал период од кога започна имплементацијата на сепак имате ли некои првични сознанија, анализи, трендови како иде користењето на СЕПА од страна на физичките лица и компаниите? Да, со самото пристапување на банките во СЕПА, интересот, но и користењето е значителен како од граѓаните, така и од компаниите. Подпирајќи се на последно расположливи податоци кои ги добиваме од банките, согледуваме дека повеќе од половина од плаќањата во евра кон земјите членки на СЕПА се извршуваат веќе во рамки на платежната шема за кредитни трансфери во СЕПА. При тоа граѓаните умерено предничат пред компаниите во однос на користењето на СЕПА плаќањата, имајќи предвид дека над 60% од плаќањата во евра веќе ги извршуваат преку СЕПА. Во однос на компаниите, секако и очекувано е најголем дел од користењето да доаѓа од оние компании кои што се извозно-увозно ориентирани, имајќи предвид дека тие веќе имаат постојани деловни партнери од Европската Унија со кои што редовно извршуваат плаќања. Компаниите речи си 50% од плаќањата со последните податоци со кои располагаме веќе ги извршуваат преку СЕПА.
Од тука, имајќи предвид дека станува збор за релативно нова услуга, очекуваме постепено да се зголемува користењето на СЕПА плаќањата, како што ќе се зголемува информираноста на граѓаните и компаниите, како што ќе се менуваат и навиките за пренасочување или користење од кореспондентно банкарство кон СЕПА, а истовремено и како што ќе се унапредуваат банкарските апликации за олеснето извршување на СЕПА плаќањата. Сега навистина убави проценти во однос на користењето, како да го зголемиме, го споменавте овој момент сосема пред крај во однос на информираноста и потешкотиите што кои можеби се соочуваат. Имате ли некои првични сознанија? Дали има потешкоти при и на самите физички лица и на компаниите во однос на користењето на СЕПА и од другата страна информираноста? Колку ново поле треба повеќе да се поработи, дали треба, бидејќи согласно овие бројки навистина и се убави податоците за компаниите и за физичките лица. Така е, да. Сепак, иако нели трендот е позитивен, има значајно пренасочување на граѓаните и компаниите кон користење на СЕПА плаќањата, одредени пречки веројатно се комбинација на повеќе фактори, поврзани со информираноста, навиките за користење на кореспондентното банкарство, како и веројатно некои оперативни аспекти при извршување на плаќањата. Во однос на информативните аспекти, се уште постојат делот граѓани и компании кои што не се целосно запознаени со практичните аспекти и придобивки од СЕПА плаќањата, а пред се со тоа дека тие се значително поевтини, значително побрзи и едноставното извршување на плаќањата е неспоредливо во однос на кореспондентното банкарство. Дополнително, еден друг фактор кој што во оваа фаза исто така игра важна улога, тоа е стекнатите навики за извршување на плаќањата преку кореспондентното банкарство. Во овој дел особено би посочиле дека традиционалните меѓународни плаќања се одвиваат со примена на така наречената опција Hour, каде што плаќачот, ако земеме на пример една компанија од земјата, прифаќа да ги покрие сите трошоци во преносот на парите до странскиот примач. Тоа подразбира дека ги плаќа трошоците на домашната банка, на една или повеќе посреднички банки кои што се вклучени во преносот на парите и крајно на банката на примачот. А се со цел да обезбеди износот кој што го внела во платниот налог да биде целосно пренесен до примачот. Ова е потребно во голем број на случаи, бидејќи кога ќе го иницира домашната компанија платниот налог, таа не знае колку посреднички банки кај кореспондентното банкарство ќе бидат вклучени во преносот на парите. Па од тука ги превзема сите нивни трошоци за да го пренесе целосно износот. Од друга страна, кај СЕПА, ланецот или синџирот на пренос на парите е многу пократок, со домашна банка на една страна и странска банка на друга страна и евентуално една посредничка банка која што е возможува на домашната банка да пристапи во СЕПА платежната шема. При тоа домашната банка и посредничката банка веќе го имаат уредено деловниот однос за извршување на овие плаќања и надоместоците се познати кои што веќе се вкалкулирани во надоместокот што домашната банка го наплаќа од правното или физичкото лице. Од тука во услови кога надоместоците се однапред познати и за плаќачот и за страната што ќе ги прими парите, тие се познати, предвидливи, па се применува така наречената опција Share, каде што секоја страна си ги плаќа трошоците на својата банка. Во таков контекст, опцијата Hour не се користи во СЕПА, но сепак дел од компаниите, секако и веројатно и граѓаните заради делумната информираност, се уште ја применуваат старата пракса да ја бараат опцијата Hour со цел да осигурат целосен пренос на паричниот износ, иако тој веќе е осигуран и во опцијата Share. Особено треба да се има предвид дека и дел од компаниите покрај
стекнатите навики на овој начин на извршување на плаќањата со долгогодишни деловни партнери од земјите од СЕПА, имаат превземено и формални договорни обврски во кои што е предвидено целосно да ги покријат трошоците. Од тука потребен е одреден временски период за постепено менување и на навиките, но и на уредените договорни односи, за да се премине кон овој поефикасен модел на плаќања преку СЕПА. Дополнителен фактор секако имаме и на страната на оперативно иницирање на плаќањата. Иако банките минатата година вложија значителни напори и инвестиции за да се интегрираат во СЕПА во еден рекордно краток временски период, сепак не сите банки ги имаат овозможено апликациите или прилагодено да овозможат лесно, едноставно иницирање на СЕПА плаќањата. Во смисла да граѓаните и компаниите многу лесно согледа дека плаќањето преку СЕПА едноставно се бараат под внесување на неколку податоци за да се заврши успешно, наспроти кореспондентното банкарство, каде што треба да внесете многу повеќе информации во платниот налог. Од тука со самото прилагодување и унапредување на апликациите на банките во следниот период, се очекува да се подобри корисничкото искуство на граѓаните и компаниите и со тоа да имаме пошироко прифаќање на СЕПА плаќањата. Така, јас ви благодарам за гостувањето во Bloomberg Adria. Благодарам.